6 дена молк, ниту збор, ниту демант, ниту реакција. Од поранешниот министер за здравство Филипче и собственикот на Брако Ангјушев за обвинувањата дека биле искрата за пожарот во Тетовската модуларна болница каде изгореа 14 живи луѓе. Филипче треба да одговори зошто контроверзниот тендер за изградба на монтажните болници бил спроведен како набавка на парчиња, а не како цел објект. И така ги заобиколиле потребните градежни и безбедносни протоколи. Фирмата Брако Ангјушев треба да одговори зошто при изградбата се користеле материјали кои биле лесно запаливи и биле причината што толку брзо пожарот избувнал. Меѓу бројните дилеми поврзани со трагедијата во Тетово, и натаму останува отворено прашањето зошто извештајот од германските форензичари бил отфрлен. Во него јасно стои дека материјалите и самата градба биле проблематични и затоа болницата беше брзо пеплосана. ИРЛА објави нова аудио снимка каде што се демантираат ставовите на обвинителството. Имено според снимката обвинителите барале Тетовскиот суд да ги отфрли германските вештаци за сведоци со образложение дека нивното вештачење било безпредметно за овој случај. Прво самите го завеле вештачењето како доказ, без да образложат зашто, за да потоа бараат за истото да не се расправа. На аудио снимката од судското рочиште, обвинителите Зорица Павловик и Дејан Петрески од Скопското обвинителство го отфрлаат барањето за расправа и сведочењето на германскиот експерт, па и ја наведуваат одбраната дека целта им е само да се одолговлечи судскиот процес. Обвинителството наваклиот предлог на одбраната на обвинетите приговара да се не се согласува од две основни причини. Првата и основна Јавно обвинение не се согласува на ваков предлог. Е што? Предложувањето од две причини. Прво, предлагањето и евентуално изведување на таквиот доказ во оваа кривична постапка е безпредметно, односно околноста на која што тој одбраната на обвинетиот Флорин ја предложи е надвор од предметот на обвинение. И после оваа снимка, обвинителството ги обвини новинарите дека лажат. Преку соопштение селективно објаснуваат без да кажат зошто германското вештачење прво било доказ, а потоа на чуден начин било тргнато. Снимката недвосмислено потврдува дека за обвинителството вештиот наод од германските криминалисти бил важен доказ кој обвинителите го предложиле и го извеле во постапката пред судот. Во текот на главната расправа, одбраната даде предлог покрај писменото вештачење лично да се сослуша и вештото лице од Германија, кое го изготвило писмениот наод, доказ во постапката. По тој предлог на обвинетите се произнел и јавниот обвинител, реагираат од ОЈО. Инаку Алфа неофицијално од своји извори дознава дека во обвинителството за организиран криминал се размислувало после пожарот да се отвори истрага и против Филипче и Ангјушев за модуларните болници, но под политички притисок таа истрага никогаш и не започнала.